гимназија Гоце Делчев од Куманово. Добар ден, јас се викам Валентина Арсиć и сум професор исто така по математика во гимназија Гоце Делчев од Куманово и исто така сум магистар за математичко образование. Оваа наша денешна презентација ќе ја започнеме со една поговорка. Добриот наставник не ви дава одговори. Тој само ви го покажува патот и ве остава сами да ги правите собствените избори, собствените грешки. Само на тој начин можете да постигнете заслужен успех и слава. Целта на оваа презентација е да се покаже примената на компјутерската програма GeoGebra во реализирање на часови по математика во кои доминира експерименталната работа и да се покаже примената на GeoGebra во реализирање на наставите часови по математика при изучување на содржини од аналитичка геометрија и математичка анализа. Општа цел на наставата по математика е ученикот да развие став кој води кон натамошно изучување и примена на математика, да постигне самодоверба во примена на стекнати математички вештини за достапноста на компјутер и интернет овозможуваат осовременување на наставата со примена на современи информатиски комуникацијски технологии. За да може технологијата да го подобри квалитетот на наставата, неопходно е да се применуваат соодветни модели во кои ќе доминира самостојната работа на ученикот, особено при стекнување на нови знаења преку самостојно истражување. Експерименталната работа во наставата по математика може да се реализира со примена на компјутери по математика. Постојат разни компјутерски програми кои може да се користат во наставата по математика, а во нашите училници најупотребуван е компјутерскиот програм GeoGebra. По програмот GeoGebra и представува мастер теза на еден математичар кој се вика Маркус Хохенвартер и кој доаѓа од Универзитетот во Салцбург, а за прв пат програмот бил објавен на интернет во 2002 година. GeoGebra е динамички софтвер и е наменет исклучиво за предавање и учење на математика. Софтверот е комбиниран од динамички геометриски софтвер DGS и компјутерски алгебарски систем CAS, па поради тоа возможува воспоставување на врска помеѓу одделни математички дисциплини, како што се графици во координатен систем, а може да се користи за евклидова геометрија, координатен систем да биде тргнат од екранот. Исто така може да биде поставена и мрежа, значи доколку е потребно да се гледа координатите на точките. На левата страна, значи на екранот се наоѓа алгебарскиот прозорец, во него значи е дадена алгебарска и нумеричка репрезентација на објектите, бонусни пресети и други математички изрази. Тие може да бидат променети значи од корисникот со двоен клик на самиот објект. Лентата за днес е позиционирана во долниот дел на екранот, значи тука може да се
програмот Microsoft Excel, значи многу слично функционира, доколку има потреба, значи може и табеларно да се работи. Во оваа презентација се разработени динамички примери и задачи кои ќе им помогнат на учениците преку експериментирање самостојно да доаѓаат до откритија и заклучоци при изучување на содржини на аналитичка геометрија и математичка анализа, да добијат идеи за решавање на проблемите, како и да можат во поголема мера да го разберат она што го научиле. Сега ќе ви покажеме неколку примери, конкретни задачи како работи програмот. Во оваа прва задача, задачата е да се најдат координати на точка С, која е дадена од сечка АБ дели во даден однос ламда. Со овој пример целта ми е да ви покажам дека освен многобројните алатки што ги содржи самата програма, наставникот или било кој ученикот може да креира сопствени алатки. Например, овдека јас сам искреирав алатка која работи така што ако дека се внесат координати на крајни точки А и Б и се внесе односот ламда во кој сакаме да биде поделена отсечката, на екранот еве пример, значи ќе сменам сега x координата на точка А ќе се смени. Нека биде кажеме 3. Сега Б не мора да ја менуваме, гледате се менува позицијата на А, се менуваат координати и односот, ева ако ставиме ламда да биде 5, ќе видиме дека ќе се смени позицијата на точката С и во заграда се испишуваат и координатите на точката. Ставиме да е односот единица. Кој знае малку повеќе математика, ќе знае дека точката ќе се наоѓа на средина. Овој програм, овој аплет може да им помогне на учениците при проверка на задачите што ги решаваат или пак ќе им помогне кога ќе ставаат опции разни за поместување на точка С, да донесуваат некои заклучоци за својства на задачите. Втора задача е што представува пресек на конус со рамнина. Овој аплет е доста корисен учениците визуелно да разберат, нели пресеци се малку по-тешки да ги разберат визуелно. Ако пресечеме конус со рамнина, што представува конусниот пресек? Значи може да се добие кружница, елипса, хипербола или парабола во зависност од положбата на рамнината и со конусот. Ева овдека што гледаме, значи елипса која поместуваме сега рамнината, добиваме различни положби. Може да се поместува и конусот, да се зголемува, да се ротира. Ако се доведе во положба да биде паралелна со рамнината, еве сега добиваме елипса, а во ситуација кога рамнината е паралелна со рамнината со основата на конусот, добиваме кружница. Нареден пример е да ви покаже како градинарската конструкција на елипса може да се реализира во GeoGebra. Што е елипса прво? Елипса е геометриско место на точки со својство збир на расстојание до две фиксни точки да е константен. Сега, градинарска конструкција на елипса се состои во тоа што на рамна површина се забодуваат две колчиња, се обтегнува конец и при обтегнување на конецот тој опишува елипса. Овдека во GeoGebra оние колчиња се всушност фокуси на елипса. Расстојанието R1 плюс R2 е фиксно. Сега конструирани се кружници со центар во F1 и F2, радиус е R1 и R2, значи нивниот збир е константен, меѓутоа тоа константно расстојание е внесено горе преку лизгач. Што тоа значи? Дека со промена на ова АБ можеме да го менуваме тоа расстојание и при тоа ќе добиваме различни елипси. Бидејќи за пресечните точки на кружница, ви гледате со црвено и зелено F и G, важи дека точно ова F1F плюс F2 е константното расстојание. Значи, ако ги придвижуваме, ако ја менуваме положбата на точка С, а точка С е негде ставена било каде на средина меѓу А и Б. Ако ја менуваме положбата на точка С и ако вклучиме трага на овие точки F и G, точно тие ќе опишуваат елипси. Еве, може да се придвижува С или може да се вклучи опцијата анимација и автоматски да се придвижува С и овие да прават елипса. Ако направиме фокусно расстојание да е 0, значи можеме при тоа да го менуваме, рековме збирот, значи ева ако се помести ќе се добие елипса со друга форма. Може да се менува положба на фокуси. Ако фокусите ги ставиме да бидат поклопени еден врз друг, значи ако фокусно расстојание е 0, значи ќе добиеме геометриско место на точки еднакво далечни од фиксна точка, а тоа е кружница.
Нареден пример е исто така за конструкција на елипса. Постојат повеќе различни конструкции на елипса и хипербола. Овој пример за конструкција на елипса е со помош на кружница и сега овдека B и D ни се тие, D е центар, C е центар на кружница, а B и D се всушност фокусите на елипсата. А точката А, која ја придвижуваме, што се движи по кружница, и ако вклучиме трага на D, тогаш D и во овој случај ќе опишува елипса. Ово е, например, аплета добар, кога ќе се менува положбата на точката Б, што се наоѓа во внатрешноста на кружницата, ќе се добиваат различни форми на елипса, па така учениците може да истражуваат од што зависи, како зависи формата на елипсата од другите параметри што ги има елипса. Ако сега вклучиме ова е значи со придвижување на точката А. Ако сега место да ја придвижуваме точката А, вклучиме трага на симетралата, на оваа симетрала, ова симетрала представува всушност тангента на елипса која ги има за фокуси Б и С. Сега, ако ставиме трага, тогаш ќе добиеме множество од безброј тангенти и точно тие тангенти, ако вклучиме анимација повторно на D или на А, ќе добиеме множество од тангенти на дадена елипса и така ќе можеме да ја видиме таа елипса. Значи се исцртуваат овдека тангентите на елипсата. Во истиот овој аплет, сега точката Б се наоѓа во внатрешност на кружница. Значи во истиот аплет, ако точката Б ја извадиме надвор од кружницата, тогаш наместо да имаме константен збир до две растојања, ќе имаме константна разлика. А множество на точки кои имаат својство разликата до две фиксни точки да е константна, образуваат хипербола. Значи при вадење на точка Б надвор од кружница, добиваме тангенти кои исцртуваат хипербола. И ќе ви покажам уште една конструкција на хипербола. Оваа конструкција на хипербола е со помош на вектор. Даваме произволен вектор, кој исто така го задаваме на лизгач. Зошто е тоа корисно, рековме? Затоа што со оменување на параметрите на лизгачот можеме да добиваме различни опции. И со лизгача поставено и разликата, константната разлика која сакаме да ни биде, во овој случај е 3, значи еве може да се менува, да се добиваат разни. Целта на овој пример ми е да ви покажам едно многу корисно својство на геогебра, а тоа е да може да се покажуваат чекори на конструкција. Зошто ова е добро? Пример, ние како професори составуваме некој аплет и го даваме на учениците, а тие со помош на чекори на конструкција имаат задача сами да разберат како конструкцијата е направена, кои својства при тоа се користени и така подобро ќе разберат и својства кои се на хипербола конкретно и како може да се конструира. Може да се менува автоматски да оди, гледате како се менува, 26 чекори има оваа конструкција. Може да се менуваат автоматски со подесено време, може да иде едно по друго да се враќаат, да размислуваат и да анализираат. Инаку конструкцијата се состои пак слично како она со елипса, дека имаме центар конструирана на исто така две кружници со центар F1 и F2. Фокусното растојание, координатите 3 и минус 3 ги внесуваме горе преку лизгач и повторно пресечните точки, овие E и F што се црвени, тие опишуваат хипербола. Ако се придвижува овој вектор што е на почеток поставен. Значи со придвижување на точката С, сега пак ја вклучам анимација на точка С, ќе се овие пресечни точки на кружници ќе опишуваат хипербола затоа што каде да се наоѓаат во која положба, секогаш разликата на растојание до фокусите ќе биде константна. Хиперболите, значи ако ставиме веднаш на истиот, да ставам различно фокусно растојание, ќе се добие друга хипербола, значи потесна, поширока и тука исто така учениците може да размислуваат како форма на хипербола зависи од параметрите на хиперболата. Ако го ставиме фокусното растојание да е 0, тогаш што ќе се случи? Добиваме геометриско место на точки еднакво оддалечени од две фиксни точки, а
Тоа по дефиниција е равенка на симетрала на отсечка. Добиваме симетрала. Сега, понатаму ќе ви покажеме примери од математичка анализа, кои ги користиме на часови во 4-та година при изучување на функции. Вака, овдека сега првиот пример е да се одреди инверзна функција на функцијата x на трета, односно на кубна функција. Ако ја отвориме задачата, значи сите знаеме дека инверзна функција на x на трета е трети корен од x, односно дека има инверзна функција. Тука се користи својството дека секоја функција која што има инверзна функција е симетрична со својата инверзна функција во однос на правата y еднакво на x, односно симетралата на првиот и на третиот квадрант. Ако ја придвижиме точката А', значи овдека, еве, тука е поставен лизгач за менување на координати на точка А која припаѓа на функцијата x на трета, и ако ја менуваме координатата на точката А, ќе се менува и на симетричната координата на точката А во однос на y еднакво на x, и всушност таа ќе го опише графикот. Гледате дека овдека е вклучена опција трага и точката А' всушност го опишува графикот на инверзната функција трети корен од x. Сега, тука на екранот, значи може да се забележи дека точките А и А' какви координати има, дека x координата на А, овдека не ми се гледа баш стан, да го повлече. Втората координата не се гледа. Дека x координата на А е еднаква со y координата на А', односно y координата на А соодветствува со x координата на А'. Сега, тука гледате дека се користи графичкиот метод за определување на инверзна функција. Ако поставиме права која е паралелна со x оска, и ако правата со дадената функција има само една пресечна точка, тогаш таа функција има инверзна функција. Например, кога оваа функција би била квадратна, значи y еднакво x на квадрат, знаеме дека квадратна функција нема инверзна функција на цела дефинициона област, и оваа права, значи, би имала две пресечни точки со квадратната функција. Следниот пример е да се нацрта график на тригонометриска функција. Во овој случај земена функција f од x еднакво синус x. Преку тригонометриска кружница сега, како што знаеме, тригонометриска кружница е кружница чиј што центар е во координатниот почеток, има радиус 1 единица. Овдека е земен, значи, оној агол кој што има неподвижен крак ОБ и подвижен крак ОС. Точката С, уствари, ги опишува, значи, тригонометриските функции, односно незина x координата представува косинусна проекција, додека y координатата представува синусна проекција. Ако ја движиме, значи, по кружница, точката С, ќе забележиме дека точката П ја опишува незината y координата цело време, уствари тоа е график на синус функцијата. Дури има опција, значи, ова да се движи со опција анимација, значи самата точка да гледат учениците како ја менува y координатата. Ова исто може да се искористи и за други функции, значи за косинус, за тангенс и котангенс. Овдека се работи за котангенс, гледате, значи паралелно се испишува, понатаму сите тука се вклучени. Овдека станува збор за косинус функција и аналогно, значи, се добива и тангенс. Следниот пример кажува како може да се користи геогебра за испитување на некои други својства на функции, како што се екстремни вредности, интервали на монотонност, конкавност и конвексност и превојни точки на функција. Ова ние го работиме во програмата за 4-та година во гимназиско образование.
тука е дадена некоја функција кубна, значи, во овој пример, x на трета минус 6x на квадрат плюс 9x минус 4, која што има, значи, максимум и минимум, има превојна точка, значи, има интервали на закривеност, сега тие, значи, може да се видат, овде имаме точка Г и И, точка И припаѓа на графикот на првиот извод, кој овдека е со плава боја, значи, ви кажам, додека ова точка, значи, И, односно К, не се гледам дека се, не знам зашто, припаѓа на графикот на вториот извод, кој во овој случај веќе кубна функција представува нели права. Сега, ако земеме точка од овој график и ја придвижуваме, еве, ова е некоја точка Г, се менуваат и координатите, значи, на првиот извод и на вториот извод, и од тука можеме да ги прочитаме интервали на монотонност и екстремни вредности. Значи, каде што првиот извод е позитивен, знаеме дека функција монотоно расте. Каде што првиот извод е негативен, монотоно опаѓа. Во овој случај, значи, точка Г се наоѓа по y координата е 0, значи знаеме дека е екстремна вредност, во случајот гледаме дека е максимум. Во точка Е имаме минимум, значи, ако ја поставиме точка Г во точка Е, гледаме дека приближно е околу 0, значи не можам толку прецизно сега да го наместам, значи пак она својство дека ако прв извод е 0, имаме екстремна вредност. Сега може да се прочитаат, реков, и интервали на монотонност, значи според координата на точка И. Каде е координата позитивна на И, монотоно раста. Каде е негативна, значи монотоно опаѓа y координата. И последниот пример се однесува на примена на геогебра во пресметување на определен интеграл. Значи, пресмета е долната и горната интегрална сума на интегралот, разбивајќи го интервалот на n еднакви делови. Ова се познатите Риманови суми, спореди ги добиените резултати со точната вредност на определениот интеграл. Сега, овдека, значи, во овој аплет, направен е така што се пресметува во исто време горна интегрална сума, долна интегрална сума и определен интеграл според формула на Њутон-Лајбниц. Еве го графикот. Сега, овдека се испишува горната сума и долната сума и определен интеграл според формула на Њутон-Лајбниц и разлика помеѓу нив. Сега, овдека на овој лискач што е поставен, може да ги менуваме бројот на правоаголници, значи, и ќе забележиме дека колку е поголем бројот на правоаголници, толку е помала разлика меѓу горната и долната сума. Значи, колку е помал број на правоаголници, толку е, значи, ако е број поголем, разликата, значи, помеѓу овие три вредности тежне е кон 0. Ако е бројот на правоаголници со кои што ја пресметуваме плоштината на овој криволиниски трапез помал, тогаш разликата станува поголема. Експерименталната работа во наставата по математика може да го подобри квалитетот на наставата. Експериментирањето во наставата може да се реализира со користење на компјутерскиот програм GeoGebra. Се надевам дека видовте интересни примери што може да ви послужат како идеја самостојно да истражувате. Конструкциите на кривите од вториот во динамичките аплети и овие задачи од анализа, учениците може да ги разгледуваат како процес на кој тие влијаат со менување на параметрите. Брзото и прецизно изведување на пресметките и задачите со помош на GeoGebra овозможува да се посвети повеќе време за разбирање на битното во задачите. При користење на компјутери во настава, многу е важно наставникот да има предвид дека методика во настава по математика претходи на технологијата, што значи дека наставникот мора прво да ги постави образовните цели, а потоа да избира ИКТ алатки. Што сакам да кажам? Кај нас во Македонија, например, во последно време многу голем акцент се става на примена на ИКТ во наставата. Меѓутоа,
Не е примена на ИКТ во наставата секојаш правилно разберено. Не значи ако на ученици им се пушти презентација да гледаат на компјутер или на телевизор и тие се пасивни слушатели, тоа не значи дека е применато ИКТ и дека нешто